Дејан Андоновиќ, меѓународна актуелна тема. Дејан, добро утро. Добро утро. На што ќе се фокусираме денеска? Светот се разбуди со 1,4 милиони заразени со коронавирус. Значи се чини дека останува онаа динамика на покачување на бројот на заболени, онака лично гледајќи, анализирајќи ја, се ни укажува дека во рок од еден ден во светот бројот на заболени секојдневно се искачува на 100.000 плюс. Значи вчера имавме 1.300 милиони 300.000, сега има над 1.400.000 заболени, а вкупниот број на починати до сега е околу 82, скоро 83.000 починати во светот. Најголема бројка на заболени, како што и се предупредуваше и очекуваше, има во САД над 400.000 заразени, повеќе од 12.000 починати. Најтешко е погоден Њујорк со 5.000 жртви, што ја премаши бројката на жртвите од нападите на 11 септември 2001 година. Според проценките на експертите, САД ги проживуваат и најтешките моменти во поновата историја, а во дечките лекари неделата што измина ја нарекоа нов 11 септември. Њујорк го споредија со Перл Харбор. Трамп е оценет како најлош претседател во досегашната историја. Сето тоа како резултат на оваа, би рекол, катаклизма со која се соочуваат Соединетите Американски држави. Тој е обвинет за несериозен пристап и потсебнување на односно на вирусот што го доведе до катаклизма. Од друга страна, Доналд Трамп во обид на некој начин да се извади од оваа ситуација, бидејќи е обвинет за цела оваа катаклизма и пред се фактот дека најголемата суперсила и политички највлијателна држава и технолошки и научно најголемата и најсилната држава доживеа за една недела буквално да биде поразена од коронавирусот. Тој се правда, односно ги обвини Светската здравствена организација дека ништо не сторило да пречи пандемијата, дека била фокусирана единствено кон Кина и проблемите со Кина и покрај тоа што, како што вели Соединетите Американски држави, се државата која најмногу ја финансирала Светската здравствена организација, тој и се закани буквално ноќеска на пресконференција дека ќе ги преиспита понатамошните соработки и финансирање на Светската организација, бидејќи единствено виновна за целата оваа состојба во САД пред се според Доналд Трамп е токму Светската здравствена организација. Од друга страна, извини што ќе те прекинам. Дали имаш чувство дека Трамп постојано бара на кого да ја префрли вината? Пред неколку денови кога ја одржуваше на предолга прес-конференција и бараше од граѓаните да ги почитуваат новите наметнати 30-дневни мерки за изолација. Во неговата реторика, кога новинарите поставуваа прашања зошто само две држави американски се толку погодени, тој исто така ја префрли вината на локалните власти на Њујорк и на Њу-Џерси, па еве сега гледаме дека бара ново жртвено јагне и дека ја префрлува вината на Светската здравствена организација. Што говори ова за одговорноста? До кога може така? Возможно ли е такво префрлување на одговорноста, да не се сноси одговорност? Сепак зборуваме за председателот на една од најмоćните држави во светот. Доналд Трамп мора да се правда, бидејќи ќе потсетиме дека и покрај актуелната состојба со коронавирусот, сепак Соединетите Американски држави се во пресред на некакви председателски избори кои треба да се однесат во ноември. Велам, некакви бидејќи е неизвестно, но најверојатно ќе се одржат. Доналд Трамп од еден висок рейтинг кој претходно го имаше, почнува да го губи рейтингот. Зошто? Бидејќи почетниот оној медиумски фокус кон него како председател во коронавирусот, тој не го искористи. Тој го потцени коронавирусот, ги потценуваше разузнавачките информации, советите на експертите и она што се обвинувањата денеска за Доналд Трамп е дека тој се фокусирал да спаси економијата, а не човечките животи, наспротив примерот со Германија, каде што Ангела Меркел ја запре германската економија буквално за да ги заштити човечките животи. Од друга страна, Доналд Трамп е обвинет и дека ништо не направил да ги искомпонира и да ги координира федералните држави во САД. Точно е тоа дека сите федерални држави во САД имаат своји некои правила, но за оваа работа требаше да ги обедини и да им нареди мерки. Податоците велат дека до завчера во федералната држава Флорида
плажите биле полни со туристи и со гости по локалните кафетерии и кафани, наспроти тоа што во исто време, во истата би рекол, истите Соединети Американски држави, Њујорк личел буквално на град на духови, што само покажува дека федералната власт која предводи Доналд Трамп несериозно ја прифати оваа цела состојба со коронавирусот, а сега се соочува буквално со една катаклизма, бидејќи ја подцени состојбата. Исто му се замерува на Доналд Трамп дека јавно рекламирал одредени лекови против маларија, за кои тврдел дека се лек против коронавирусот, додека пак во исто време медицинските тие експерти и тие што треба тоа да го кажат, велат дека не е ништо докажано со тие лекови, дека Доналд Трамп си прави само пиар кампања за да си го подигне рейтингот. Значи, обвинете дека имал политиканство, дека подценил сериозност на состојба, а сега тој се обидува да се извлече од целава оваа ситуација, обвинувајќи ги Светската здравствена организација, и ќе подсетам од темата од пред неколку дена во ова студио што зборувавме, а тоа е Советот за безбедност на Обединетите нации, кој како највисоко безбедносно тело не успеа да се состане сите овие месеци или недели од која трае пандемијата поради блокадата на САД. САД бара, повторно по налог на Белата куќа, бара Советот за безбедност на Обединетите нации да ја осуди Кина за несериозен однос, и бидејќи Кина како земја постојана членка може да стави вето, тие не успеа да се состанат. Значи, обвинувајќи ја Кина и другите за несериозен однос, Доналд Трамп се соочи со жестоки критики натре во своите држави поради, повторно ќе кажам, несериозниот однос како што велат и подценувањето, неговото подценување на коронавирусот и неслушање на медицинските власти и на разузнавачките служби. Пред да ти поставам едно прашање за Кина, уште една спорна работа има кога сме кај американскиот председател. Ти зборуваш за политиканство, но луѓето кои излегуваат со него на пресконференции се лица доктори, епидемиолози, особено двајца од нив кои го предводат кризниот штаб, и тие исто така на прашањето на новинарите колкава е смртноста, како Америка и зошто според нив успешно се справува со коронавирусот, тие велат дека само со медикаменти може да се намали бројот на смртни случаи, поточно со интензивно лекување со оние медикаменти кои им се на располагање, поточно кои се на располагање на американската медицина, дури и во недостиг на конкретна вакцина на коронавирусот, па може би дали тоа се поврзува со ова што ти го зборуваше, рекламирањето на одреден вид лекови со оглед на тоа дека лекувањето со медикаменти на големо се форсира. Познато е, Кристина, дека во овакви епидемии не се лекува проблемот, туку последицата. Болниците се полни, има многу починати, се бараат лекови и вакцини. Тоа е лекување на последиците, но Трамп е пред се критикуван поради промашената превенција. Значи, он е критикуван дека не, како председател на САД, не ги зема во предвид сериозно заканите и укажувањата од експертите и не преземал мерки за превенција. Да ги затвори границите, да ги координира федералните држави, да ги убеди оние кои се борат за човековите права и слободи дека ограничувањето на движењето не е кршење на човековите права, туку превенција за сите да не заболат. Тука е критикуван Доналд Трамп. Тоа што медицинските експерти од неговиот тим велат дека има лекови, точно ние сме сведоци дека и во другите држави, па и во нашата, има одреден тип на лекови и на медикаменти кои можат да ги намалат последиците од корона заразата. Но генерално Трамп како представник на најмоќната и технолошки, научно најмоќната држава во светот треба повеќе да направи за да ја спречи прво оваа катаклизма кој се случува на САД, а потоа и како најодговорна суперсила во светот да им помогне на другите. Исто така обвинет за политиканство, само сакам да додадам дека има недостиг на медикаменти, медицинска опрема и респиратори, а ветува помош за пред се европските држави дека САД ќе им помогнат во таа медицинска опрема, а од друга страна самите САД имаат проблем и имаат недостиг со медицинска опрема, па минатата недела нели бевме сведоци
Да, дури и со и тестови. тестови, да, под медицинска опрема. Бевме сведоци дека Русија упати помош кон Соединетите Американски држави, а таква помош ветува и Кина, која Трамп сега за сега не Така, на сака сила да е ја и прифати. европската транша помош, дел од европските држави исто така се фокусирани на тоа да им помогнат на останатите држави од Европа било како, но пред да се одјавиме, Дејан, има уште една работа која е загрижувачка, уште една вест, а тоа е дека се предупредува од трет бран во Кина. Каква е таму состојбата, дали е возможно да се случи овој трет бран на заразата, иако Кина првата најпогодена држава всушност, па и досега откако заврши поголемиот проблем кај нив, досега велевме дека е позитивен пример во смисла на тоа колку и брзо се справија и во смисла на тоа дека веќе е завршена кризата во Кина, но накратко има ли опасност од трет бран? Многу е тешко да се предвиди дали ќе има трет бран, а експертите, светските експерти, ние сме сведоци како новинари, ги читаме и гледаме дека велат дека во наредниот период ќе има повторно враќање на вирусот, некоја мутација на тој вирус, но и дека во наредните години треба да очекуваме почесто состојба на пандемија. Но она што Кина сега го прави, се зима, барем ние новинарите, но и светската јавност воопшто треба да се земе со резерва. Кина се обидува да му прикаже на светот дека ја победила коронавирусот и полека ја отвара економијата. Наспроти Соединетите Американски држави и останатите европски држави кои се затворени и кои се уште се борат со коронавирусот. Информациите дали исчезнат бројот на починати и заразени, бидејќи е таква државата, комунистичка е сепак, веројатно информациите се дозирани, но ние по падот на немање на починати и заразени, вчера имавме бројка од 39 нови случаи, нови починати во Вухан, што покажува дека таму се уште има инфицирани. Но кинеската влада соопшти цело време одина варијантата дека тоа не се починати и заразени од Кина, туку се дојденци кои од другите држави нели се инфицирале и во меѓувреме дошле во Кина. Ќе видиме како ќе оди во наредниот период. Она што мене ми е информацијата малку и шокантно е дека според информациите на Обединетите нации на планетата Земја живеат 7 милиарди 79 милиони жители, а повеќе од 4 милиарди во светот во моментот се во карантин, што само покажува дека светот е во една воредна состојба. Светот не бил вака во воредна состојба ни во поновата, ни во постарата историја, нели? И дека тие карантини и тие карантински мерки веројатно имаат за задача евентуалната појава на новиот мутиран или некој друг вид на вирус кој може да предизвика масовна пандемија во светот, може би ќе се спречи. Ќе видиме што ќе се случува во наредниот период. Повторно ќе кажам, од медицинска криза се влегува во социјално-економска криза, тука големите сили се обидуваат да добијат во време и да се наметнат со својата геостратешка економија и влијание. Кина затоа и го прогласи официјално дека го победила коронавирусот и веќе почна да ја отвара економијата за да добие предност во однос на најголемиот ривал Соединетите Американски држави кои се уште се соочуваат со катастрофа во своите држави. Точно 9 часот. Ти благодарам за оваа анализа.